Преспанско езеро. Старо 5 милиони години. Дом на илјадници видови животни и растенија. Оваа година нивото на водата значително се намалува. Езерото одамна не било толку повлечено. Преспанчани алармираат за состојбата и во право се. Гледката на вистина е тажна. Во месец март, во годините кога е во својата најдобра форма, водите на овој бисер на природата ги заплискува подножјата на планините Пелистер и Галичица, а од сејот од нивните снежни белини го комплетира восхитувачкиот пејсаж. Денес, снег на Пелистер и Галичица, речи си и да нема. Јас со своите скоро 70 години паметам дека овие планини во овој период, па да не речам и до мај месец, беа бели. Ова година и минатата година многу малку има снег и дожд за разлика од претходните години. Снегот го нема скоро, велате планините позади мене се, да не речам црни, снег многу малку има. И затоа и приливот на вода во езерото е намалено. Езерото е многу повлечено, смалено и стенчено. Крајбрежјето е со загубена убавина. Треба храбро да се заглеби во калта за да се стигне до водата. Така е бидејќи земјава е зафатена од сушен период, дождови и снег нема ниту во така наречената влажна сезона од октомври до март. Во моментот, ако се кажуваме на водостојот, односно на висината на водите во Преспанското езеро, согласно последните информации, коне крајот на февруар месец, покажуваат на вистина негативен раст од аспект на тоа дека состојбата е во моментот се однесува некаде околу 4 метра и 90 сантиметар под нормалното ниво на водата, регистрирано согласно водомерната станица, односно водомерната летва во село Стење. Состојбата на Преспанското езеро властите ја следат во мониторинг станицата за испитување на квалитетот на водите во селото Стење. Станицата е отворена во 2015 година со поддршка на UNDP и со швајцарска помош и во неа има лаборатории за истражување и заштита на еколошката слика на езерото. Овде има услови за сместување на различни истражувачки групи. Се наоѓаме во комплексот на мониторинг станицата за Преспанското езеро во Стење. Ова порано било воена база на Југословенската армија, но интересно е дека локалните жители и властите велат дека нивото на езерото било на оваа висина во 50-тите и 60-тите години. Сегашната состојба на езерото укажува дека глобалното затоплување не го одминува Преспанскиот регион. Климатските промени го земаат својот данок, но тие не се единствениот фактор. За повлекувањето на водите одговорни се и луѓето. Според официјалните податоци, во Преспанскиот регион живеат над 18.000 луѓе. Популацијата е главно земјоделски ориентирана, дури 70% од жителите се занимаваат со земјоделство. Да не забораваме, јас сакам и овде уште еднаш да го кажувам следното, дека климатските промени да одиме кон адаптација на истите, бидејќи секторот води, секторот земјоделие многу е осветлив, особено на нашето подрачје, мораме да ги намалиме негативните влијанија од аспект на земјоделските активности, односно човечкиот фактор. Од аспект на истикувањето, кај што кажуваме дали тоа е кон Охридското езеро или кон Албанија или кон соседната Грција, навистина нас во моментот не треба сериозни анализи за да потврдиме такви податоци, а тие анализи мора да бидат поттикнати од научно-истражувачките работи, што во моментот ние навистина на високо ниво работиме тие истражувачки работи да ги реализираме. Водите на Преспанското езеро се во сопственост на Македонија, Грција и Албанија. Неодамна беше одржана седница во Македонското министерство за животна средина и просторно планирање на барање на општина Ресен, на која министри, експерти и граѓански организации разговараа за губењето на водите. На состанокот беше утврдено дека проблемот е меѓудржавен, а не само локален, а Министерството за животна средина треба да формира работна група која ќе бара решенија за проблемот. Уште на самиот почеток беше договорено дека таа работна група мора да има представници од соседните држави, од Грција и од Албанија.
Министерството веќе контактира со надлежните институции во соседните земји, меѓутоа до составувањето на таа група ние мора да излезиме со некои прелиминарни согледувања од наша страна, да ја екипираме таа група, да бидеме значи на некој начин спремни, да знаеме што сакаме, што бараме од што како заклучок да се донесе од таа работна група што ќе се состави на меѓународно ниво. Преспанчани се оние чија екзистенција директно зависи од езерото и тие треба најжестоко да се борат за неговата заштита, но сепак тие придонесуваат за неговата драматична осека. Не смееме да заборавиме и на човечкиот фактор или антропогениот фактор кој што се спомнува. Значи, водата која што се користи за наводнување секако нема позитивно влијание на нивото на езерото. Меѓутоа, проблемот во научниот пристап е што треба да има континуирано мерење на дадени информации, на дадени податоци. Меѓутоа, тоа отсуствува овдека, односно ние не знаеме точно колку вода се користи за наводнување. Ние не знаеме ни колку бунари постојат во регионот, така што не можеме да процениме колкав е уделот на тоа отстранување на вода во намалувањето на количеството на вода во езерото. Кога станува збор за влијанието на земјоделието, резултатите од истражувањата не им одат во прилог на локалните земјоделци. Освен недостатокот на податоци за количините на водата која ја употребуваат, податоците од истражувањата на UNDP зборуваат и за користење на тони и тони пестициди, за исфрлање на илјадници тони биоразградлив отпад и за тони фосфор испуштени од земјоделието и домакинствата. Тоа значи перманентно труење и изумирање на едниот од најстарите сладководни еколошки системи во светот. Најголемиот негативен ефект всушност е она што го додаваме ние во езерото, а тоа се например пестицидите. Оние штетни материи, да речеме, што допринесуваат до еутрофикација и старење на езерото. Нешто што е многу битно е дека сега се намалува нивото на водата на езерото, меѓутоа тоа е она што го гледаме сега од овде и површината. Меѓутоа треба да запамтиме дека треба да знаеме дека всушност нивото на длабочината на езерото се намалува и од внатре. Односно има еден процес наречен еутрофикација, тоа е процес на природно старење на езерото. И значи со текот на времето како се таложи органска материја на дното и така натаму, тоа оплитнува, се таложи седименти, тиња. Меѓутоа со нашето додавање на хранливи материи, пестициди и така натаму, ние значително драстично го убрзуваме овој процес. А тоа е нешто што не го гледаме, а се случува континуирано од година во година. И всушност тоа е можеби факторот на кој што најмногу треба да обрнеме внимание. Крикот на Преспанското езеро е сериозен. Тој е упатен до оние кои можат да му помогнат – државата, научниците, граѓаните, активистите. Но дали ќе допре до нив да биде направена сериозна програма за заштита на езерото, да се следат светските чекори во борбата против климатските промени и да се убеди јавноста да действува со поголема свест.